Стари инсталации, лошо парно грење, слаба изолација, ладни простории. Вакви се условите во дел од училиштата низ државава, посебно во руралните средини. За да ги згреат децата, наставниците дополнително уклучуваат и греалки, а за да заштедат струја, некои дури размислуваат да ги вратат и старите ќумбиња на дрва. Владината мерка училиштата во државава да се снабдуваат со електрична енергија на регулиран пазар не е доволна. Иако ресорниот министер Јетон Шакири уверува дека на овој начин училиштата, како и малите предпријатија, ќе плаќаат пониски сметки за струја. Тоа ни оддалеку не одговара на барањата на градоначалниците, кои предлагаа училиштата да плаќаат струја како за домакинства. Од истрет енергетска криза, образовните институции повторно ќе плаќаат високи сметки за струја. Ке видиме и во делот на организирање на настава. Гледам дека некои од општини имаат доставено барања до советите за намалување на работните часови во текот на денот. Но исто така, кога ќе дојде одреден период, можеме да ги рационализираме и делот на во училиштата, каде што во училниците има помалку број на деца, да ги реорганизираме. Општините се жалат дека блок дотациите за образование не се доволни, а родителите бараат продолжување на зимскиот распуст, но министерот Шакири не отстапува. Она што е известно, вели, е дека нема да има онлайн следење на наставата и ги повика директорите на училиштата да работеле одговорно, менаџирајќи ги енергетските потреби. И додека едни бараат начин како да ја преборат енергетската криза, струшкиот градоначалник Мерко сред криза ја сели општинската администрација во 86 години стара училишна зграда, која од 2013 година е прогласена за споменик на културата и е ставена под заштита на државата. Шакири, кој вчера се прошета низ просториите, не знаел дали Мерко има дозвола од надлежните институции. Немам информација дали има доставено одлука или мислење што треба Институтот за културно наследство. Јас тоа што знам за образовниот процес, знам дека во тоа училиште не беше во добра состојба за настава. Останува прашањето, ако училиштето не било во добра состојба, зошто не се реконструираше согласно нејзината намена, наместо учениците кои учеа таму, сега да се тискаат во друга зграда која е стара 48 години и допарва ќе се реконструирала.